2016 година, исто како и претходните неколку, ќе биде година на градежна експанзија во Велес, тврдат од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Програмата за уредување градежно земјиште за следната година е во висина од околу 3 милиони евра и предвидува нови проекти чија реализација ќе одговори на секојдневните потреби на граѓаните, велат од партијата. Иако истата е изработена за да ги реши проблемите на граѓаните, сепак од ВМРО ДПМН велат дека очигледно ова не ги интересира советниците од СДСМ, па затоа истата и не ја поддржале. Ќе продолжи инфраструктурниот развој на индустријската зона во Каласлари, местото каде што само пред неколку години постоеше само зелена ливада, денес е инфраструктурно опремен простор. Дом на фабриката Маркарт и останатите инвеститори кои купија плацови за изградба на нови фабрики. Предвидени се нови средства за понатамошно инфраструктурно развивање на оваа индустријска зона во нашиот град. Проектот за реконструкција на градскиот пазар, кој во програмата е поддржан со 3 милиона и 500 денари, а истиот се очекува да биде заокружен во 2017 година. За изградба и реконструкција на локални патишта и улици предвидени се 35 милиона и 600 илјади денари. Реконструктивни зафати следната година ќе се одвиваат на улицата Белградска, Христо Татарчев, делови од улиците Вардарска, Благој Страчков, Крстем и Сирков. За уредување на простор во руралните подрачја, локалната самоуправа има намера да се инвестираат околу 4 милиони денари. Програмата предвидува и голем број реконструктивни зафати на водоводни линии. Во делот за изведба на канализациони мрежи планирано е да се реализира фекална канализација во село Сливник, продолжување на канализацијата во село Мамутчево, Сојаклари и Кумарино. При тоа средства од буџетот ќе бидат вложени за оваа намена и во село Клуковец, Отовица и село Горно Оризари. За нас, како советничка група, останува нејасно зошто советничката група на Социјалдемократскиот сојуз гласаше против оваа програма за уредување на градежно земјиште. И денес, како и изминатите денови, уште еднаш ќе запрашаме зошто, господа советници од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, гласавте против оваа програма. Од ВМРО ДПМН им порача на колегите од опозицијата дека одговорите на прашањата што деновиве им се поставуваат имаат обврска да им ги дадат на граѓаните кои им ја дале довербата да бидат дел од Советот.